разговарам со министерот за здравство Сашо Клековски. Министре, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, добро ве најдов. Министре, ги гледам бројките од дневните показатели кои што секој ден ги објавувате по прогласувањето на епидемија. Забележително е дека во петокот има 80 случаи, ова е најнискиот број на ново пријавени случаи со симптоми на труење. Меѓутоа, сабота 125, недела 127, вчера 106. Што се случува со бројкиве? Што покажува ова? Значи, ние стигнавме до околу 4300 случаи спрема пријавите во мој термин, околу 870 случаи пријавени со пријава за заразни болести. Значи, не секој гастроентерит е заразен. Може да биде гастроентерит од труење со храна, може да биде од други состојби. И тука е неопходната дистинкција за причинско-последничените односи. Тоа што го кажам, затоа што ние во моментот не можеме да раздвоиме од овие 109 случаи колку се дел од епидемијата, а колку се дел од редовната, условно кажам, инциденца на други состојби. Бидејќи, нели, почетната состојба не е 0 случаи, туку е 50-70 случаи дневно на луѓе со гастроентероколити и слични проблеми, гадење, повраќање и така натаму. Значи, моментот не можеме да ги раздвоиме, затоа се неопходни епидемиолошки анкети и пријави за заразни болести. Меѓутоа, оно што е за нас важно, дека бројката е стабилна меѓу 80 и 120 случаи и тоа е во основа се приближува кон просекот, условно да кажам, 10 годишниот просек на вакви или слични случаи што се јавувале во На дневна основа? На дневна основа. Добро, сепак бројкава нели вака за нас како јавност не е мала, над 100 луѓе дневно да барат, тоа се ново пријавени случаи. Меѓутоа сакам да Гостиве е град со 50.000 жители без околните насоби во општата болница, во здравствениот дом барат помош и жители од други општини, така да можеме да го ставиме сразмерот во однос на колку население има таму. Меѓутоа, дали ова покажува почитување или не почитување на забраната за користење на водата? Повеќе во таа насока сакав да ве прашам, затоа што еве деновиве разговараме со гостиверци на терен, емитуваме анкети од таму, велат дека се снаоѓаат сите на различен начин. Поголем дел од нив велат дека користат градски чешми кои што не се врзани на водоводната мрежа. Може ли ова да представува ризик во моментот? Секако може да представува ризикот. Моето претходно животно и работно искуство со рурална Македонија. Голем дел од бунарите и јавните чешми се неисправни за употреба заради бактериолошка неисправност. Сите ние сме сведоци на многу јавни чешми, има истакнато написи, водата не е за пиење, не е тоа само на јавни чешми. Ние имаме бензински пумпи, имаме хотели со 5 звездички, на кои пишува дека водата не е за пиење. Прашање само дали водата е испитана или не е испитана и дали е потврдено. Во основа, моја препорака е да не се користи вода од несигурни извори, како што се јавни чешми, планински извори и слични категории. Тоа што изворот е на планина не неминовно значи дека не е бактериолошки загаден. Да, ова е препорака за цела држава, не само за гостивар. Значи, значителен број на плитките бунари, значи големо мнозинство на плитките бунари и на руралните водоводи кои се одржувани од местните заедници се генерално бактериолошки. Особено во летен период. Министре, што се случува со заразата во домашни услови или пренесувањето од еден на друг член во семејството? Се бележат такви случаи? Може ли во оваа ситуација, во ваква епидемија да се случи таква нешто? Видите, ние располагаме со нешто над 600 анкети и ние можеме да ги бараме поврзаностите во тие пациенти кои пополниле анкети. Ние не можеме да ги бараме поврзаностите на тие што не пријавиле, воопшто има семејства што воопшто не се пријавиле на доктор и се незабележени во оваа статистика. Секако мора да се запазува стандардите за лична хигиена која се случува вирусна или бактериска инфекција во секој дом. Значи, одвоено користење на храна, одвоено користење на пијалоци и одвоена хигиена за да не настане пренос во семејството.
Од вчера во Гостивар водата која што е од водоводната мрежа во Гостивар е техничка вода. Тоа беше информација споделена со јавноста од управувачкиот комитет за кризи. Меѓутоа немаше доволно информации за граѓаните што значи техничка вода, или еве вие денеска велите дека здравството не познава таква квалификација на техничка вода. Ајде да бидеме најпластични за гостиварци, зашто во моментов може да се користи водата која што ја добиваат дома на чешми? Значи, во основа терминот техничка вода го користат луѓето во јавните комунални предпријатија, делејќи водата на вода за пиење и вода која не е за пиење. Водата за пиење треба да биде прва класа, што значи дека е погодна за пиење и за третман на храна, за ладен третман на храна. Водата од втора категорија веќе е потребен одреден начин на третирање, дали е тоа термичка, дали е преварување, дали е филтрација, дали е дезинфекција, некаков третман за да биде погодна за внесување во телото на директен, со пиење или индиректен начин, преку ладна подготовка на храна, миење на марула, да симплифицирам. Во основа, во моментот, таа вода не е за директно внесување во организмот. Зошто? Паѓа бројот на колиформни бактерии, меѓутоа резидуалниот хлор, која гарантира безбедноста на водата, не е на нивото која е потребно за да таа вода биде декларирана за безбедна. Што покажуваат последните мерења? Сега се хлорира водата. Добро. И во целиот систем, значи на крајните корисници, таа треба да достигне до законските стандарди за резидуален хлор, кој гарантира дека ќе нема бактерии на крајот кај корисниците. Во моментот нивото на хлор не е на потребното ниво, значи е потребно да во целиот систем се изедначи, се прават постојани анализи на корисничките места и во моментот кој ќе има неколку тестови кои ќе покажат дека нема колиформни бактерии или друг тип на бактерии, дека нивото на хлор е соодветно, управувачкиот комитет ќе соопшти дека водата е безбедна за консумација. Овие примероци се земаат кај крајните потрошувачи, така, за испитување и какви се очекувањата, кога може да биде за пиење, да се користи за пиење? Од оно што го знам од понеделникот, во болницата, во две градинки, во верски објекти, на јавни чешми, значи на различни локации, оддалечени едни од други, за да се види, бидејќи важно е да се знае дека градот е поделен на зони и дека не сите зони се надбуваат на истиот начин. Затоа имаше техничка експертиза од Скопскиот водовод за да се види како е најпогодно да се направи хлорирањето. Кога очекувате да биде да се случи водата да може да се користи за пиење? Ја знам дека сите се нестрпливи, меѓутоа би дозволил да тоа го кажат тестирањето. Добро. Ќе следиме секако нели што се случува, очекуваат гостиварци брзо решение на проблемот. Министер, за да се утврди било каква одговорност во постапувањето на здравствените власти, мора да се следи што се случувало со бројот на заразени во Гостивар. Гледам дека во дневниве показатели кои што ги објавувате, почнувате сликата да ја следите на 14 јули, кога што се пријавени 324 случаи со ентероколит. Јавноста прв пат дознава за ова на 17 јули, епидемија беше прогласена на 19. Дали ова значи дека за прв пат с големен број на пријавени случаи се бележи на 14 и затоа е заведен како прв ден? Значи, прво тоа не е пријавени случаи. Пријавени случаи се исклучува со пријава на заразни болести. Значи, не секое повраќање е заразна болест. Лекарот што ја прави единицијата мора да се одлучи дали е труење со храна, или е заразна болест, или е интоксикација. Значи, во основа едно е пријавувањето во групата на гастроентероколити, која е поширока диагностичка група со се повраќање и диареи, и ние ги објавуваме тука од мој термин податоците за диагностички групи. Први прегледи пишува овде, во општа болница и во здравствен дом. Спрема сознанијата на лекарите во здравствен дом и општа болница. Пријавите се 870
се извинам, 869. 870 пријави за заразни болести. Тие се службената комуникација дека докторот кој го извршил прегледот се сомнева на заразна болест. Дека овие се директна последица на тоа што се случува веројатно со водоводот, така? Не со водоводот. Морам да кажам, првите две пријави се за труење со храна. Не се за труење со вода, бидејќи лекарите не може да знаат од што е труењето. И затоа предпоставам беа првите изјави од локалните чинители, ова не е од ова е тоа. Значи никој не може да знае што е причинителот, до тоа епидемиолошки не се поврзе и не се истражи. Морам да кажам, мојата прва комуникација со јавниот обвинител е дека цифрите што се кажуваат во јавноста од здравствените власти се разликуваат од пријавените заразни болести, односно во саботата имаше 40-тина, тоа 18 ми се чини, 40-тина пријавени за заразни болести. Просекот за јули за Гостива е 25 пријави за заразни болести. Системот реагира ако тој просек се надмини на дневна, неделна или месечна основа. И за тоа докторите што ги прават пријавите треба да знаат дека станува збор за заразна, а за не... Добро, ама зошто во оваа ваша статистика во сабота на 18 јули вкупната бројка е 649? Кои се овие 649? Ова се примени пациенти со група на болести, значи со повраќање, диареја, без тврдење дека е заразна болест. Се обидувам со симптоми. Со симптоми. Значи докторите не може да знаат да нема лабораторија, копрокултура и така натаму. Затоа ние собираме податоци, правиме епидемиолошки анкети, за да потврдиме дека се тоа случаи поврзани со епидемијата од неисправноста на водата. И за тоа треба и наоди од водата, значи треба сериозно поврзување причинско-последично, за да го потврдиме тоа. И јас во анализата побарав од 1 јуни да се вклучат податоци од мој термин и дополнително ние ги имаме 12 годишните просеци. Значи ние за 12 години наназад, откако постои мој термин, имаме просеци во мој тим и во пријави за заразни болести. И колку е просекот таму на дневно ниво? Варија, го знам на памет дека во јули просекот за пријави за заразни болести за Гостива е 25 пријави месечно. Ние таа бројка во петокот ја немавме постигната. Добро, меѓутоа во петокот имавме информација, јас бев на вести, се сеќавам официјална изјава од директорот на болницата во Гостивар дека во претходните 3 дена има повеќе од 1200 пациенти прегледани во болницата во Гостивар кои што се со симптоми на труење. Нели беше тоа доволен аларм? Вака, значи има службени податоци, има епидемиолог во Центар за јавно здравство и има комуникација. Сето тоа ќе биде анализирано, ќе биде јавно транспарентно објавено, значи не дека ние ќе се заскриеме за некоја комисија, тие податоци се објективно проверливи, значи се податоци внесени во мој термин, во потврдите за заразни болести и се следат на национално ниво и во Центарот за јавно здравје и во Институтот за јавно здравје. Ќе биде анализирано кој, кога, зашто информирал. Пошто спрема моето сознање, првите информации од детското оделение, например, воопшто немало информации. Ама ова е неформално. Треба да го провериме. Првите информации од инфективното оделение се за вироза. Така да можеме да ги собереме сите изјави, да ги анализираме овие епидемиолошки анкети и да извлечеме заклучоци. Заклучоци за одговорноста, која ќе има, и веќе има. Ние тројца приведени за случајот, ќе има, ако е потребно, и во здравствените власти, и можеме да видиме што функционирало, што не функционирало, ако имало проблеми со функционирањето. Значи, никој пред да влезам во студиото, се бараше кривична одговорност. Јас ја поканувам кривичната одговорност и ќе бидам комплетно транспарентен да ги прегледаме сите можни епидемии во Македонија и затајувањето на епидемиите на многу транспарентен начин. Меѓутоа, сега во моментот зборуваме нели за конкретен случај. Според вас лично има ли задоцнување во реакцијата? Знаејќи ги сите податоци, информации, бројки. Јас добив информација дека нешто се случува во петокот во 13 часот. Ја во недела, во сабота во 10 часот бев во општата болница Гостива,
бев на увид и бев првиот што после разговорите со инфектолозите спомнав дека можен датум на почетокот е 13 ноќта, која патем ја уште не бев министар. Јас се примав предавав должноста на 14 во вторник. Јас бев првиот што кажав дека спрема податоците, устни податоци, неформални, ние не можеме да донесеме конечни заклучоци во основа на неформални искази. Ке дадат искази докторите вклучени, ке дадат искази епидемиологот во Гостива, епидемиолозите во Тетово, во Институтот за јавно здравје, ќе ги погледнеме анкетите, јас ќе ги отворам сите тие податоци кон експертската јавност за да вратиме нешто што ни е неопходно. А тоа е доверба во институцијата. Апсолутно и функционалноста на системот. Министре, освен за здравствениот дел, морам да ве прашам дали ќе се испитува одговорност и во делот на... Еве сега, вие во јавноста сте познат како личност која што вели дека нема добра комуникација помеѓу институциите кои што се дел од системот. Ве прашувам затоа што деновиве сме сведоци дека за сума од 16.000 денари, која што требало јавното комунално предпријатие на Гостивар да ја уплати на јавното предпријатие за државни патишта во 2024 година, не се извршило пуштање во функција на новиот систем финансиран од 7 милиони евра со пари од Швајцарија, донација на тој нов систем. Сега има некои нови информации дека таму се вршеле некои премостувања на системот при изградбата на коридорот 8 кој што го врши компанијата Бехтел и Енка. Ке се проверуваат ли и овие податоци за да се утврди што точно се случува со тој систем? Видите, има една одговорност што е одговорност на здравство. Јас сум комплетно посетен. Еве да кажам дека јавното комунално предпријатие во Гостива немаше здравствено осигурување од 2009 година. И како директор на фондот на здравствено осигурување направивме дополнителни напори, уште две други комунални предпријатија немаат 15, колку доаѓаат, повеќе од 15 години, немаат здравствено осигурување. Направивме напори да тоа го решиме. Има едно слепо гледање само на многу ограничено подрачје на делување на делокруг. Јас од овој случај сакам да извлечеме полука и за меѓуинституционалните односи, бидејќи имаме споделени односи. Во основа за исправноста на водата одговорна е АХВ. И може би треба да го повикате и директор да каже нешто. И има историја позади тоа, бидејќи АХВ поттекнува од Министерството за здравство, меѓутоа со текот на времето се дистанцира, условно да кажем, како независна институција директно одговорна пред владата, притоа може би некои надлежности останале недорешени. Јавното комунално предпријатие во Гостива е познат неплаќач и не ме чуди дека не платиле 16.000 и дека другава институција не ќе да реагира, патем јавното комунално должи на Центар за јавно здравје Тетово 3 милиони денари за неплатени анализи. Има директор, има градоначалник што го постава тој директор. Има совет на општината што прави буџет на општината. Мислам дека треба да ги повикате малку и локалните власти, бидејќи овие се прашања што ги засегат локалните власти и локалното население. Значи, ние ќе направиме се, ама мора да погледнеме како се одредувале приоритетите на локално ниво. Зошто јавното комунално било подфинансирано или било превработено, не знам. Треба некој да го каже тоа. Зошто било должно насекаде. Зошто се одредувале приоритетите понаку, зошто никој не нашол начин да за 16.000 денари, ако тоа е наводно, ако е точно да одблокира... Така тврди јавното предпријатие за државни патишта. Еве го официјалниот допис, велат 16.588 денари треба да извршат уплата за да го приклучат тој систем. Ние имавме повеќе јавни предпријатија без здравствено осигурување, Дубев директор, заради некои неразрешени меѓусебни комуникации, кои направив напор да ги разрешиме, пошто сите во Македонија треба да има здравствено
осигурени, треба да најдеме легален начин тоа да го решиме. Да, но јасно вие дека нели сето ова влијае на довербата на граѓаните во системот и многу е важно да се утврди одговорноста за тоа што не станува за еден, за двајца, еве вашите бројки покажуваат над 4000 луѓе кои што се на било каков начин нели засегнати во оваа епидемија. Бројките сигурно најмалку 3 пати апсолутно. Голем дел од овие луѓе не биле ни на лекар. Непријавените случаи. Видите, значи ја немам ниедна причина да молчам или да не бидам транспарентен за тези случаи. Ја имам семејство во гости, имам 3 батучади, внуци, правнуци, имам членови на кабинетот од Министерство за здравство кои се гостиве кои се засегнати, кои поминале низ ова. Јас немам ниедна лична ниту поинаква причина да го затам. Јас сакам максимално транспарентно. Меѓутоа можеме да бидеме свесни дека ако одиме до крај, ќе одиме за сите работи до крај. Кога јас реков јавачи на епидемијата, јас не спомнав. И предизвикавте голем револт кај стручната јавност, кај специјалисти во здравството, кои што еве сега во моментов се соочуваме со проблем. Кога е потребно специјалисти да излезат во јавноста и да ги советуваат граѓаните што да прават, тие одбиваат да комуницираат со медиумите. Чувствувате ли некаква потреба да им се извините на тие специјалисти? Прво ја не спомнав специјалисти. Добро. Ја реков кој што се почувствува навредени? Сега види, значи на Фейсбук има луѓе кои посакуваат да умрат луѓе во гостиве, кои тврдеа дека ние нема да обезбедиме лекарства ни за 40-дневен помен. Има луѓе еве кои тврдат дека во болницата во Лешок има неисправна вода, дека свиркачи јавеле, а 15 години наназад има извештај во Министерството за здравство дека таа вода не е исправна и цело населено место Лешок на сите чешми е залепено дека водата не е за пиење. Значи јас во ниеден момент не реков доктори, лекари, а најмалку специјалисти. Јас реков дека има некои што јаваат на епидемијата и во прилозите пред мене беа некои пред тоа. Јас за тројца што се погодени ми се лични пријатели, познати, едниот ми бил асистент, и исклучително го ценам, пошто пред 30 години влијал на значена животна одлука. Значи нема ниедна причина да тоа се однесува на нив. Јас истите тие луѓе ќе ги поканам на увид во податоците што ќе ги добиеме од центрите за јавно здравје и од Институтот за јавно здравје да се уверат како течел текот на информациите и кои што имал. Меѓутоа дека имаше јавачи, сигурно имаше и се уште ги има. Мислите на партиско-политички представници? Па видите, скроз што рековте во прилозите пред вас. Целосно е непримерно да поранешен министер за здравство тврди дека свиркачи му јавиле дека сега слушам, токсична, отровна водата во болницата во Лешок, кога истото министерство во неговиот мандат било нарачувач на, значи министерството ги плаќало анализите, од кои се гледа дека пред 15 години водата не била за пиење. И повторно, во најголем, јас имам работено во преку 200 села или рурални населени места. Водата во најголем дел од нив не е за пиење, туку е за употреба, за хигиена и за други дејности. Затоа што стандардите за одржување барат голем систем. И такви системи имаат многу малку водоводи во Македонија. Има Скопје, има Студенчица, имаат уште неколку други. Да, ги гледаме деновиве разлики. Само за крај ќе ми дозволите, во интерес на времето морам да ве прашам. Викендов објаснивте дел од постапката на тоа како се врши контролата на квалитетот на водата во водоводните системи низ општините и јавноста некако беше шокирана дека Институтот за јавно здравје врши можеби еднаш или до 2 пати годишно, дека останатото го регулираат општините преку тендери. Дали после една ваква ситуација има потреба да се промени начинот на кој што се врши контролата на квалитетот на водата? Значи да го повторам, одговорноста за квалитетот на водата е на јавното комунално претпријатие и на општината. И они се власт. Сакаме да бидат власт или не сакаме да бидат власт? Они бират на тендер и морам да кажам, еве во цел полог, Центарот за јавно здравје Тетово, кој е најпрозиван во моментот, немам никаква причина да го бранам, има договори само со Тетово, Гостиве и Брвеница. Значи Желино, Теарце, Боговиње,
Врапчиште, да не испуштам уште некоја општина, нема договори со нив. И тоа е обврска на јавните комунални предпријатија, бидејќи они го гарантираат квалитетот на производот. Во Министерство за здравство има национална програма за вода, која е посебна од програмата на АХВ, пошто и АХВ си има своја програма, и во годишната програма за полог на Центар за јавно здравје се доделени 800 мостри годишно да ги земе во периоди и од точки кои не неминовно се поврзани со водоводи. Така е земен од Лешок, кој не е дел од ниеден водовод, пошто е водовод на местната заедница. Дали е тоа доволно, дали системот е интегриран, дали може подобро, јас се надевам дека ќе излечиме, не се надевам, гарантирам дека ќе излечиме заклучоци тоа што се случува. Гостивар беше жртва во 2017, можеби не волку извикана и волку голема епидемија и тогаш, со непознати стоители. И јас сакам да им ветам на гостивачани и на сите други, дека ние ќе направиме институцијски промени кои ќе превенираат да може вакво нешто да се случи. Има можности за подобрување на системот секогаш. Ќе ве држиме за збор. Благодарам многу за гостувањето, министр. Благодарам за поканата.